Фестивалското издание на Книжарница 3, зимското фестивалско издание, официјално започна од 21 јануари до 31 и кој ако не тоа друштво со нашата прекрасна Милена Силјановски и друштвото на Книжарница 3, повторно ќе ви донесеме некои убави квалитетни наслови, книжевни и пред се и автори со кои што ќе имате прилика вие, токму во градскиот трговски центар, да уживате во друштво со овие омилени наши и писатели. Веќе споделив дека Венко Андоновски е само еден од низата кои што Книжарница 3 ги најави. Милена, добро утро. Добро утро. Добро утро и од мене. Баш ми е драго колку ви е топло во студиото. Мислам дека од оваа година немам дојден откако е Дефинитивно, ново. Да. Во новото руво. Во новото руво и баш оној слоган кој што ние го имаме за зимскиот фестивал на книгата, книгите се нашиот дом, па така се чувствува и тука. Драго ни е што е тоа. Така и тоа ни е една од целите. Сите гости да се чувствуваат баш како наши чемли. Дома, да им биде многу пријатно. Некако јануари секоја година е синоним за ова што се случува во моментов. Зимскиот фестивал кој што е веќе започнат, бројни попусти, бројни изданија и од домашни и од странски автори. Може ли, Милена, да споменеме што досега се случуваше со оглед на тоа што од пред некој ден е започнат фестивалот, а до крајот на месецот верувам не очекуваат уште бројни настави? Почнати сме со попустот уште пред новата година, нели тогаш се подготвуваме да подароци се купуваат. Најбавиот период. Да, и токму затоа зимскиот фестивал ни почнува токму во јануари, кога веќе е време за себе да си го посветиме, каде што имаме повеќе време за читање, поминуваме повеќе време дома и така натаму. Па овој попуст е почнат уште од почетокот на јануари практично, но 21 ни започнуваат средбите, односно токму на тој начин го поврзавме книгите се нашиот дом, дека всушност и книжарниците се токму тоа нашиот дом и место каде што ќе поминуваме време и ќе си вложуваме нели во себе, затоа што со секоја прочитана книга ние всушност си вложуваме во нас и во светот практично. Овие попусти овозможуваат секој да може да си вдоми книга, затоа што има и наслови од по 99 денари, има наслови од 3 книги за 500 и 5 книги за 500 и особено забележувам дека има примамлива таа понуда од 3 книги за 500, бидејќи во неа се вклучени на вистина актуелни наслови како Образована од Тара Вестовер или Пачинко од Минчин Ли, кои што се едни такви историски фикции какви што верувам дека допрва светот ќе ги забележува, иако веќе се актуелни во последниве 3 до 4 години. И секако средбите меѓу книгите, односно книгокруг на писатели и читатели, каде што ќе имаме прилика и веќе имавме антологија на Копнежот приредена од Виолета Танчева Златева, беше еден настан кој што баш беше онака топол и симпатичен и каде што имавме прилика да се видиме со многу од авторите кои што се застапени во антологијата. Имено и веќе се потсетиме со Цеце, кога имавме проектот 90 минути, имавме Румена Божаровска, така што вториот... Да, веќе забележа второто издание на Тони. Тоа мислам, Румена е авторка за која што секогаш се знае каков ќе биде фидбекот од страна на читателската публика, но многу неодамна излезе и баш е добар момент што веќе има второ или се бара второ издание. Особено затоа што кај нас нели малку побавно оди со нови изданија. Ова беше промоцијата беше на 4 декември, а изданието веќе е излезено од пред 2 недели, ако не се лажам, така што е многу брзо. Говори за показател, да, показател дека на вистина имаме квалитетни автори. Ке има и средба со неа, ке има средба и со Венко Андоновски, веќе гледачите имаа можност да погледнат дел од фотографиите, ама ајде да ни ги најавиш ти што се не чека, денес е 24 наредниве денови, какви средби со писатели, односно со кои писатели ќе имаат можност луѓето да се дружат? На 27 ќе имаат можност да се дружат со Румена Божаровска и исто така и по промоцијата имаше подпишување, гледам дека и таму имаше многу интерес и следиме нели на Твитер и на некои други апликации колку всушност оваа книга им е значајна на луѓето и тоа ќе биде добра прилика и да си земат книга со потпис од второто издание и да поразговараат со неа. Интересно е како токму оваа книга ги поврзува, бидејќи многу се пронаоѓаат и воедно е нејзин прв роман, нели досега читавме со раскази и со есеите, но еве ова е едно поинакво доживување. Имаше прилика да ја прочиташ? Да, уште пред да излезе, тоа е една многу ангажирана проза,
на што мене многу ме восхитува, затоа што е многу храбар подвиг да се на еден таков начин да се поттикне емпатија и некаква лична преобразба на ниво на кое што ние препознаваме всушност ликови од нашето секојдневие и дури на моменти делови и хумористични, всушност тоа е трагикомичното во романот, кога ќе го препознаеме на смешен начин, но всушност сваќаме колку заднината може да биде и тажна и колку брутално. колку брутална баш е тоа. Мислам, ние интерно во редакција си го викаме Тони тоне, зашто баш е тоа идејата на романот, како Тони тоне низ овој свет. На 29 е средбата со Венко Андоновски, со пијатите на лепословието. Тоа е еден вид на прирачник за пишување и таму ќе се доделуваат и сертификати на сите учесници што беа во трибината со Венко Андоновски, односно мастер клас за креативно пишување. Исто и сите кои што учествуваа ќе бидат таму и ќе ми биде многу интересно да видам како тие го доживеале тој мастер клас, колку научиле, бидејќи имаше и вежби преку кои што Чинам го дека и Венко вежбаа. беше тука кај нас, кај Горан Петревски и баш го најавуваа всушност каква активност ова што го споделуваш. Да, навистина мене ме восхити колку има интерес и колку луѓето со внимание слушаат, сакаат да го применат тоа, а многу ми се допадна и пристапот на Венко кој што вели дека нема да ве учам како се пишува добар роман, туку како јас ги пишувам моите романи, бидејќи нели да, и нема секој автор формула има. за тоа, да. И нема да. формула. Има И да своја- не забораваме, ние најавивме со Цеце, се надам дека ќе успееме да го донесеме современиот бугарски писател во студио, Николај Терзиски. Еве, ќе потсетиме дека и со него ќе има уште едно исклучително дружење. Чинам Дали дека на покрај- 31 е во книжарницата во ГТЦ, а на 30 јануари ќе биде во Europe House. Тој настане вечера на 19 часот исто, но таму ќе биде нели малку поофицијална атмосфера, ќе го запознаваме, во ГТЦ ќе биде баш ова средби со читатели. Дали ќе има и некој друг странски автор до крајот на фестивалот? До крајот на фестивалот сега засега немаме во план. Планираме уште една промоција која што треба да ја утврдиме, тоа е на графичката новела Брчки. Веројатно ќе биде Владимир Мартиновски, нејзиниот промотор, но за тоа ќе известиме нели дополнително. Сега засега ни е во фокус Николај Терзиски, кој што навистина има еден многу богат роман, многу полифоничен, има многу теми, од кои што една од поглавните теми е љубовта и тоа ни беше идејата да го започнеме тоа фестивалско дружење со Копнеж, преку антологија на Копнежот, а да го завршиме со љубовта. Има еден цитат од Пабло Неруда кој што вели дека не може да се спасиме од смртта, но можеме да се спасиме од живењето токму преку љубовта. Преубаво кажано. Може ли само во ние последни минути со дружење со Милена Сејановска, колеги, можеме телефонскиот број еден од вас да вклучиме во програма и да му доделиме Бријана Вист, предсмртна година. Еве книга, велат сите кои сонувате за големи нешта, да чекорете и патот самиот ќе се појави. Да, всушност таму има 365 точно страници кои што се како на некој начин афирмации за секој ден и пристигна во вистинско време на почетокот на годината, кога е време за промени И резолуција нова. резолуции, да. А Бријана Вист ни беше една од најпопуларните авторки во својата област во популарната психологија, со сигурност ја чуле Планината си ти, таа ни беше во една од најпродаваните наслови изминатава година и со 101 лекција како да го смените животот. Одлично. Може да го вклучиме нашиот Да, имаме утрински гледач. пријател. Добро утро. Утро, Убав ден, со кој се дружиме? на телефона Аница од Цртисела вода. Поздрав, поздрав Аница. за вас. Да. Како сте утринава? Па, добро, благодарам. Од кога не сте читале на книга или можеби веќе читате нешто периодов? Читам моментално Вилино од Винка Саздов. Одлично. Одлично, ете, Да. почитуваната Винка Саздова. Еве, да знаете дека овој примерок ќе ве чека во Телма, така што секој работен ден од понеделник можете од 10 часот, 9-10 часот наутро, па се до 13 во просториите на Телма да дојдете се ја подигнете. Ви благодариме, голем поздрав и до вас. Поздрав, чао. Еве, Поздрав, можеме само Аница. плюс уште неколку наслови кои што ни ги Да, ќе донесе ни ги тука. презентира и тие, може само во контекст на тоа што ја споменавме Бријана Бријана Вист. Вист како една од најбараните авторки минатата година, кои други книги ја одбележаат 2024-та? Имено. Да, и што можеби вака се твои фаворити или што сметаш дека годинава ќе се чита, Милина? Дали се променија
барањата на читателите во смисла ако не знам низ годиниве наназад се барало повеќе биле тристика или крими, трилер или така натака, па можеби нешто ново годинава или нема некои такви осцилации? Забележавме дека особено откако Лидија Димковска се здоби нели со наградата Роман на годината лани, од тогаш многу се крене интересот токму за таа книга, но и за другите македонски домашни автори. Исто и Румена, иако Тони беше на крајот на годината, но во топ листата влезе и нејзините есеи Господ па Америка, кој што излегува за саемот, тоа беше во април. Така што домашната литература ни ја одбележа годината во областа на белетристиката и тоа ми е драго дека кога станува збор за фикција, се обраќаат кај домашните автори, а популарната психологија нели секогаш е тука, но овој пат во некоја посложена форма, затоа што Габор Мате исто беше доста актуелен периодов, но тоа не е баш популарна психологија или личен развој, туку станува збор за една вистински медицинска психологија која што е малку посериозна. Холистички пристап, дефинитивно. Мислам, Мате е фантастичен автор и чинам дека многу често има тој дружби широм светот на различни географски подрачја, бидејќи има вистина фанови во неговата филозофија и уметност и естетика на живот. Да, и навистина има луѓе кои што неговите книги, неговиот пристап би се успеале да ги исцелат и да ги излечат. Па ете, тоа е прилика и да најавиме новата книга која што очекуваме, Расејани умови, токму од овој автор. И секако Елиф Шафак се надеваме дека ќе стигне до крајот на една од омилените, мора да признам. Бидејќи една од најочекуваните книги овој јануари, На небото има реки, и станува збор за уште една еднакво емотивна, политички ангажирана Чинам дека оваа тујска авторка беше во Скопје и го има... Мислам дека не. Не до сега. Ајде да се надеваме дека можеби ќе има и средба Но се. е доста актуелна на социјални медиуми, Така се е. случува некогаш кога ќе споделиме нешто на нашиот профил на 3, често пати да ни сподели, да ни скоментира нешто, што нам ни е на големо задоволство. Браво, фантастична авторка, дефинитивно ќе потсетиме, веќе само Милина може само да ги приложиме. Ова е Звезди под клепките, Николај Терзиски, 30 во Europe House и секако 31 во Градски трговски центар во книжарница 3 имате прилика да уживате. Вело дека е еден исклучителен современ автор. Да, навистина и Виолета Танчева Златева го преведуваше романот од бугарски јазик, исто така и таа е доста восхитена и возбудена дека ќе има прилика да го запознае. Ова е антологијата на Копнежот, исто така приредена од неа. Имавме со неа средба, како што кажавме на почетокот на овој зимски фестивал на книгата и секако ќе потсетиме изгледа Опијатите на Лепославијата, на Венко Андоновски. Тој приречник за пишување. Ги вака и секако од Румена Бужаровска. Уште Тони, да. нешто што може да си го најдете, периодов. Потсетуваме со одлични попусти, меѓутоа и зимскиот фестивал на книгите токму во книжарница 3 трае до крајот на овој месец. Верувам дека ќе имаме многу средби годинава, ќе биде исклучителна година како и секој пат што ни носите одлични книжевни дела, нови автори. Верувам дека вие средби ќе бидат многу чести и во периодите кои што не следуваат и месеците. Ви благодарам и за поканата и се гледаме многу скоро.